токму така денеска на лице место го започнуваме во едно врнежливо издание, но веруваме дека ќе се среди до крајот на денот самото време, самите временски услови и дека можеби ако не денеска до крајот на неделата не очекуваат сончеви денови. Што се однесува до денешната наша тема од терен, ќе говориме за првата мобилна апликација која што е посветена на велосипедизмот, односно апликација која што стартуваше именно од октомври минатата година. Како оваа апликација им помага на самите велосипедисти и што нуди истата, какви можности? Во продолжение слушаме многу повеќе од креаторот на самата апликација, господин Бојан Маневски. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и на вас. Најпрво поздрав до гледачите на телевизија Телма и утринската програма. Ви благодариме и за поканата за учество во емисијата. Traveler Cycling апликацијата настана најпрво како веб апликација пред 5 години. Главната идеја и мисија и целта на апликацијата е да мотивира што повеќе велосипедисти да имаме по улиците, да се користи велосипедот во секојдневието и возилата, автомобилите да се заменат со велосипеди. Со тоа сите имаме некој допринос, најпред се за самите себе, тоа се едни здрави навики кои ги нуди велосипедот, а од друга страна имаме помалку автомобили во сообраќајот. Со тоа што и доколку некој има потреба да користи, неопходна потреба да користи автомобил, побрзо ќе стигне на своето одредиште без нервози и чекање по семафори. Така е, да, на некој начин да се подигне свеста за да се користи што повеќе ова еколошко превозно средство со цел да не се загадува животната средина, но и да нема толку метеж во сообраќајот како што напоменавте. Освен тоа што оваа апликација на некој начин служи за да ја потигне свеста кај нашите сограѓани што повеќе да се употребува самиот велосипед. Какви алатки нуди оваа апликација? Оваа апликација користи во секојдневието, на секој велосипедист може да му користи во секојдневието. Од функционалности постојано развиваме нови и нови. Како најголеми придобивки од апликацијата би ги напоменал мапирањето на велосипедски патеки. Со тоа може велосипедистите, барем за градот Скопје, каде што имаме една, може да се каже и добра велосипедска мрежа, имаме избор за по која велосипедската патека да се движиме. Потоа може да се најдат велосипедски паркинзи, односно помага полесно да се најде каде да се остави велосипедот. Може да се следи временската прогноза, што многу му значи на еден велосипедист. Еве, например, денес имаме врнежливо време. Може слободно да покажеме. Да, може. Како изгледа се? Може, еве, може да се види. Моментално имаме 9 степени и врнежливо време. Имаме препорака за облека на апликацијата, односно што е препорачено да се велосипедистот да носи на себе, со цел да не се ни испоти, ни да премрзне. Имаме и временска прогноза за наредните часови. Како што напоменавте дека се надеваме дека денес ќе видиме сонце, според апликацијата, да, ќе се изведри кон крајот на денот, врнежите ќе престанат за околу овој час, за 1 час негде од прилика, а кон крајот на денот веќе ќе облачноста ќе се намалува и ќе излегува сонце. Тоа може многу да му значи на секој еден велосипедист, со тоа што може уште од сабајле да се испланира во текот на денот, кога оди на работа, какво време го очекува кога ќе се враќа дома. Дали да носи дебело палто, тенко палто, дали да носи кабаница, доколку врне. Така да со таа функционалност може многу помага за секој еден велосипедист. Исто така има и функционалности, например најнова функционалност е мапирање на локации на куќиња, која што може многу да служи за оние кои рекреативно го користат велосипедот на подолги дестинации. Тоа е прибираме податоци од самите велосипедисти, односно корисниците на апликацијата. Секој корисник на апликацијата може да, кога сретне биде нападнат или сретне пуштени куќиња, потребно е да ни испрати локација и кога ги сретнал куќињата. Ние ќе ги мапираме на апликацијата со цел други велосипедисти да бидат спремни да се подготват каде има опасност од напади на куќиња.
Како дојдовте до оваа идеја за создавање на ваква апликација со сите овие можности и алатки кои што ги напоменавте? Дали од самото тоа што вие возите рекреативно велосипед и знаете што е потребно на еден велосипедист и сите оние опасности кои што следат, а треба да ги знаат, или пак можеби добивте од некого идеја? Така, ние може да се каже дека постојано многу често користиме велосипед, како во секојдневието, така и во рекреативните времиња, како средство за рекреација. Со тоа ги согледуваме со кои проблеми може да се соочи еден велосипедист. Како што се соочуваме со одредени проблеми, размислуваме, доаѓаме до идеја како тие да ги поставиме на апликацијата со цел на другите да им помогнеме да им се овозможи полесно користење на велосипедот. Идејата дојде најпред се од тие рекреативни тури, за да им се овозможи помош на некој што не толку често го користи велосипедот, за локации, дестинации, за рекреација, градски парк, како да се стигне до градски парк, дали е безбедно за возење со деца, дали по кој патеки е безбедно, кањонот Матка, Марков манастир и останати дестинации кои ги имаме низ цела Македонија. Пред самиот крај, со оглед на тоа дека напоменав официјално оваа апликација започна да работи од октомври минатата година. Каков е интересот од тогаш па се до ден денес и какви се реакциите? Дали можеби сте слушнали некои коментари од самите велосипедисти кои што ја користат оваа апликација? Коментари стигнуваат постојано, барем во нашата приватно сандаче. Пред се позитивни. Негативен коментар не сме добиле, туку сме добиле само забелешки и идеи како уште да биде подобра апликацијата. Постојано работиме на надоградба на нови функционалности, постојано надоградуваме нови идеи. Апликацијата се уште расте. Интересот, морам да кажам, дека ги надмина нашите очекувања. Имавме многу поскромни цели за овие први 4 месеци. Па во текот на летото исто планираме да ја пуштиме и апликацијата за iOS корисници. Моментално е само за Android корисници и може да се најде на Google Play Store. До лето планираме да ја пуштиме за iOS корисниците, со што очекуваме уште поголем одзив на корисници. Благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да напоменеме многу повеќе за самата апликација на нашите гледачи. Ви благодарам и вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа добродојдени за оние кои што често пати возат велосипед, без разлика дали станува збор за рекреативци. Ќе говориме многу повеќе во идното вклучување на лице место на друга тема која што верувам дека ќе биде од интерес за сите наши гледачи, со оглед на тоа дека ќе говориме за нашата кожа, која што се смета за најголемиот човечки орган.